И тоа беше многу опасна ситуација тогаш. Тогаш се одеше онака, имаше пароли дури шиптарите, не знам, во гасни комори, се тоа. Мислам, тоа беше страшно. Мислам, страшно и да речам и она естетски, етички, но политичка смисла исто многу страшно. Заради тоа јас и денес, мада ова може да малку без везе од контекстот, навистина со и со Филип особено не сакам се конфронтирам тоа што е тоа завршена приказна. Но на пример, мислам дека полицајците тогаш, тоа Филип често јавно го истакнува, дека на пример тогаш му направиле досие. Ја дури мислам дека тоа е окей што му направиле тогаш досие. Затоа што стварно државата беше во голема. Не, размислувам како полицаец, како да ви кажам. Битна е стабилност на државата, битно е поредокот се одржи, уставен поредок се до тоа. Нема омраза се до тоа. Сакам да ви кажам, во овие она етичко, естетски моменти на целата таа, на целиот тој настан, мислам дека политичката опасност од тоа беше голема. А гледайте, не се лажеме, политичка опасност секогаш значи и безбедносна, така? Политичко-безбедносната ситуација во земјата. Така што и во тој поглед Филип покажува вишок на наивност и на идеализам, дури и сега после 10 години, кога се чуди, па како Бога му направите досија? Како па да не ти направи досија? Може да се распадне целата држава. Да не интересен момент беше, но јас знам... Мислам, јас се чудам, искрено кажано се чудам, ама добро, не знам, вие водете емисијата да не преземам вака темпо, кој што може да биде несимпатично. Знам дека во тие моменти имаше многу провокатори што учествуваа и што беа вплеткани во тоа и што ги искористија тоа за да направат, па дури и паролите со кои ти ги спомнуваш, тоа не беа некои излегува. Апсолвирано е дека системот се штитеше со подметнување на пароли. Така е. И апсолвирано е дека тоа го правеа тајните служби. Ги подметнуваа паролите и после отвараа досија. И јас се чудам еден интелектуалец како вас да каже како тоа да вие да немате досие. Јас сум таму опишан како човек што насилно се обидува да го сруши уставниот поредок, што нема врска со еден студентски протест. Мислам, мене ми е чудно. Океј, вие ме опишувавте како млад нацист и добро е тоа вака апропо филмот што го гледавме пред малку. Може да дебатираме ако сакате на таа тема. Нема полиција на светот која не реагира. Ленон беше во досијата, сите и ден денес. Сакам да ти кажам, Филип, дека си наивен ако мислиш дека полиција не се занимава со тоа. Јас си го задржувам моето право да бидам наивен затоа што се борам за правата на поединецот. Добро, дозволете ми да го најде поединецот да го најде своето место и да ја минимализира државата. Инаку Левијатан ќе ни изеде сите. И тоа се уште ни се случува во државата. Дозволете ми тоа да го сведеме на тоа дека полицијата си ја вршеше својата работа, провокаторите си ја вршеа својата работа. Да, добро, ако е како заштитник на политичкиот тоталитарен поредок и добро е што и Хана Аренд во гледам дека тие настани се уште премногу емотивни, а немаме намера да ги разгубуваме сега. Добра е оваа дебата, добра. Да се вратиме на ова хероизмот што можеше. Значи, јас исто така сакам да поставам прашање, но да не ја запоставиме ни јасна, дали вие се почувствувавте тогаш изманипулирани? Дали и во кој момент хероизмот што можевте да го направите отиде во насока во која... Гледате, една заблуда која што денеска е голем доминантна, па има заблуда дека некој нас не манипулирал, дека всушност некоја политичка групација тоа го искористила или не знам, тука имало играчи позади параванот кои што нас како ние некакви кукли да сме биле па да сме играли. Не е точно тоа. Ние како студенти сме имале студентски национален комитет. Се собирале кај мене во стан, сме дискутирале за национални прашања. Да видиме, ако сакате и да дефинираме што е национално национализам, што е екстремизам, што е шовинизам, па на крај и нацизам. А суштината е што ние нешто посакавме да направиме и го направивме. Тоа беше не од политичките партии одведено во друга насока. Тоа беше одведено во друга насока од тајните служби, кои што и тогаш и пред 90-та, но и ден денеска се тие што управуваат со државата и со слободата на поединецот. Еве и други политички активисти, учесници се уште покажуваат досиеа. Тоа е недозволиво. И мислам дека ни еден човек што е јавен активист, интелектуалец, не може да каже дека е оправдано. И тоа ме згрозува. Знаете, јас не се осеќам како непријател на државата. Јас мислам дека ние направивме нешто за државата. Кој ги спомнуваме досијата и тајните служби, и ти си добар соговорник со тоа, најмногу заради судбината на твојот татко. Да. Така да, но ќе вратиме темата